Ајде, дојди, синко, дојди. Не ме малтретирај мене. И онака денес сум шашава Зорба. Тетка Алија? Сега сум под стрес. Баба ти не ме сака воопшто и нема да ме сака. Сето тоа се предрасуди, Хазиран. Зборувавме за тоа. Јас мислам дека многу добро ќе се сложите. Навистина. Велиш? Не доаѓај овде. Не сакам ни лицето да ти го видам. Тетка Алија, нели не му кажа на Појрас, те молам. Кажи дека не му кажа, те молам. Што ти е гриша? Не му кажав, но ќе му кажам. И тоа ќе му кажам во најкратко време и тој ќе знае се. Не, те молам, тетка Алија. Те молам. Те молам, не му кажувај на Појрас, овој пат навистина ќе умрам, ќе ме нема. Те молам, не му кажувај. Видија? Уште се појавува пред мене без никаков срам. Ти со кое право го лажеш мојот внук? Како направи такво нешто? Оди си, Идил, оди си од овде. Види, притисокот ми се качува. Добро, ќе одам, ама те молам, вети ми во ред, нема да ме разделиш од некој, те молам. Вети дека нема да му кажеш. Баба? Што се случува овде? Да не се карате? Не. А зошто? Тетка Алија, немој да ги заборавиш лековите, добро? Секако. Не ги пијам редовно лековите и затоа Идил ми се налути, ама пак ми донесе нови лекови, секогаш ги носи на време. Добро, не ве притискам, ќе ми кажете кога ќе сакате вие. Не бе, сине, не е нешто сериозно, само онака си разговараме, си ги кажуваме маките. Да. Се гледаме. А во меѓувреме? Со среќа. Идил? Добра си, нели? Денес цел ден со гости, машала, заарно да е. Зошто, кој друг дојде? Бату дојде. Имал некој проект, за него ми зборуваше. И ми се извини за тоа недоразбирање со тебе. Баба, тој човек веќе да не доаѓа овде во ред, не сакам да зборуваш со него. Те молам, не се денес нема да се нервирам, бидејќи денес не е прв ден со Хазиран, нема да го расипам овој миг. Нема ли да ја кажеш здраво на Хазиран? Здраво. Баба, нели ки има панаѓур? Ние одлучивме да направиме приврзоци за клучеви за панаѓурот, ки ме тантала на нив. Штом ти си мајстор за тие работи? Не можам да ве научам, немам толку време. Немај, баба. Види, ќе дојдат и момците од хотелот и нив ќе ги научиш. Брзо ќе ги направиме сите заедно. Сине, таа работа е тешка и тоа многу. Не може секој. Јас знам да правам. Ме учеше баба ми, значи вашата најблиска другарка. Кога ме учеше, постојано зборуваше за вас, ми раскажуваше за вас, колку многу ве сака. Значи, јас знам. Баба, за добротворни цели е, уживаш во тоа. И младите ќе ги научиш, ќе научат ракотворби, а? Како не се прави ташна од ова? Тебе ли ќе те прашам? Ете, јас секоја година правам од ова. И поради тоа не можеш да ги продадеш. Ти ништо не знаеш. Како е овој? И Латиф не се јави. Јас што велам, а ти што зборуваш, Зенеп? Добро бе. Дај да ја видам таа другата боја. Сушност и јас го мислам Фатих. Многу беше тажен. Не, ако продолжиме вака, ништо нема да сошиеме, ма. Секако не можеме. Дојде овде и ме зарази со твојата несреќа. Срам да ти ема, Селма. Јас тука одлично си живеев сама. И ти и Ѓорке ми го помативте умот и ме заразивте со тој човек. Нема, жените од нашето семејство од секогаш вака се заљубувале во мажи кои после тоа ги растажувале. Што правите, двојна белја? Што да правиме, Ѓорке? Се жалиме од лошата судбина. А ти што правиш? А што да правам, мајкино?
Малку сум загрижен. И ти или имаш љубовни проблеми? Ма не, каква љубов? Зарем ти знаеш дека јас веќе 17 години сум откажан од љубов? Ова е многу елегантно. Го знаете нашиот Садик? Буцкастиот човек, во чија куќа сум принуден да спијам. Утрово излезе од дома и рече дека има итно обрежување. Што значи итно обрежување? Нели? Уште обрежување му фалеше. Итно. Што знам, вели, утре има и кермес. Тезгата ми остави мене. Каква тезга? Ќе сум ги продавал антиквитетите од шеизот на господја Хасибе. Добро де, што има лошо во тоа? Зошто си загрижен, не ми е јасно. Тетка Хасибе почина пред 2 дена. И сите нејзини работи биле дома. Треба да влезам во куќата на покојната. И? Знаеш дека жената умре со отворени очи? Многу си ја сакаше куќата, незините работи. Никој освен Садик не смееше да влезе во куќата. Жената беше малку чудна, така се зборува. Се слушале чудни звуци од незината куќа. Постојано велела: јас и да умрам нема да заминам од куќава. Ама заминала, нели? Значи од куќата, мислам. Не. Има дух. Што се смеете? Што ти е, бе? Едната од вас двете ќе дојде со мене. Не одам сам, извини. Ајде, оди кај некој друг, ние имаме работа, Ајде, нека ти е со лесно, Ѓоркем душо. Од сега нема да озборувам со вас. Треба да најдам некого. Оди, најди, ајде, Трчај. оди. Господе Боже. Да видам, ајде малку побрзо, вака нема да ги завршите. Немој да копираш, прави сам. Чекај, не разбрав. Покажи ми 2 минути. Сине, нели преска ти кажав, зошто не ме слушаше? Што е ова? Гледај сега. Гледај овде. Ова вака ќе го правиш, овој конец ќе остане горе. После ќе го земеш долниот конец и ќе го соединиш со овој. Ќе повлечеш напред, немој настрана да повлечеш. Повлечи право и прицврсти го вака. И јас така правам, бабо. Ама изгледа моите прсти се дебели и вака изгледува. Види. Смеете се ви. Смеете се. Мислете на утрешниот ден, тогаш ќе ве видам. Деца, овој модел се вика Виолетова темјанушка. Мојот уникатен модел. До денес не сум го дала никому. Ете, гледате како направи исклучок за Ама вас. баба ми знаеше, така? Да. Кажете ми го значењето на темјанушката. Ајде. Темјанушка изразува љубов која треба да се заштити. Исто како цвеќето темјанушка која цвета лесно и оди кон вечната посветеност. Освен тоа, страната која подарува темјанушка дава до знање дека е спремна за брак. Значи така пишува тука на интернет. Немојте да верувате во се што пишува на интернет. Ајде, гледај си работата, да видам како правиш. Ајде, покажи ми. Колку ќе правиме од овие? Колку повеќе правиме, толку подобро. Ајде! Деца, устата да не ви работи, рацете нека ви работат. Да видам ти како го правиш тоа. Ете вака. Вака. Ова не чини. Кога правиш нешто, прави го како што треба. Ако незиното нечни, тогаш нашто да го фрлеме директно во канта за ѓубре, тетка Алија. Не зборувај и работи. Баба, нели е полесно да се подели атомот? Не е толку тешко, многу едноставно, гледај. Ова треба да помине низ ова. Тука има една учителка и таа е доволна за овде. Помини го. Оф. Многу ли те боли? Ете, помина. Ќе успееме да ги завршиме до утре? Нема да може да ги завршите. Затоа што вие тука сте дошле да зборувате, а не да работите. Момци, шала на страна, имаме 2-3 часа време. Колку повеќе направиме, толку подобро за вас. Ние вечер имаме работа со Хазиран.
Мора да ги завршиме. Ме болат прстите од правење тантела цел ден, затоа не се спремив добро. Зошто молчиш? Што можам да кажам пред ваква убавина? А ти? Ете, што да се каже за тебе? Јас малку се возбудив. Ке те носам на едно многу мирно место. Тамо ќе бидеме многу спокојни, никој нема да ни го расипа тој мир. Аха. Бато, ти мамиш бе, брате. Срам да ти, ајде ја да ја прекинеме играта, да престанеме, па бога ми да ја прекинеме играва. Здраво, нека ви е со лесно. Бато? Добро, командантот дојде, поради тоа јас бегам, браќа. Повели, бато, слушајте, после ќе го казниме овој. Ова не се број, не дозволувајте овој да ви измами, слушате? Вие сте го разгалиле човеков, немојте вака, ве молам. Како си злобна девојко. Не зборувај така со мене, што правиш ти овде? Ги наблюдувам старите луѓе во нивните живеалишта, ми треба за една работа. Во ред како иде. Треба да ми помогнеш. Може, ќе ти помогнам, ама нати го, дај ми го, знаеш и ти. Ти чеше ме по грбот и јас ќе те чешам по твојот. Ништо нема да ти кажам за појраз, заборави го него во ред. Ама ако ми помогнеш, може би сама ќе го решам проблемот и нема да има потреба ти нешто да правиш. Што слушаат моите уши сега? Да, не прашувај за деталите, ама јас морам да го видам појраз, треба да знам каде и што прави. Добро, јас ќе средам, тогаш ајде да зборуваме за деталите на вечерата со тебе. Каква вечера? Ќе видиш каква вечера кога ќе одиме. Повели пред мене. Со лесно? Добре, дојдовте, деца. Добро ве наедовме. Како си, чичко? Благодарам, вие како сте? Добро сме и ние, благодарам. Каде е тетката? Ја нема, многу сакаше да дојде. Ама имаше една многу важна работа. Ама многу ме поздрави. Поздрави ја и од нас. Нели вие бевте само другари? Нели немаше ништо меѓу вас? Ама јас знаев, веднаш забележав. Така, ода тие работи. Не се, ајде дојдете. Се е спремно. Ти се допаѓа? Многу убаво ти текнало. Повелете. Ви благодарам. Сигурно сте гладни, деца. Ке ви испратам јас мезе. Вие седете и уживајте. Благодарам, чичко. Синко Ахмет. Јас се уште сум како во сон, ништо не се промени. Ама ова е тек почеток. Никогаш не сме седнале и не сме разговарале вака. Како мислиш? Зашто да разговараме? Значи, ете, се случи ненадејно, ние никогаш не седнавме да зборуваме за нашите чувства, нели? Знаеш, понекогаш нема потреба од зборување. Во ред признавам, лошо беше, свесен сум. Дали можеше да биде подобро? Можеше. Ама сега ми велиш да составам реченица, ете, вака би звучала мојата реченица. Не ме бива многу.
Јас ки ги ставам. Добро е. Убаво ми стојат. Многу се убави. Прекрасно е, се беше прекрасно да доаѓаме секоја недела, може? Ако сакаш секој ден ќе доаѓам. Ова е спокој. Тука имаат едно мезе, не знаеш. Уф, одлично е. Ај! Хазира, не појра се овде. Да, а ти што очекуваше? Ти намерно ме донесе овде? Уау, сега ли го свати тоа ти? Абе, девојко, нели ми рече дека морам да знам што прават тие, треба да ги следам и тие работи. Да, ама не со тебе. Не сакам да ме видат со тебе. А зошто? Мене што ми фали? Затоа што не ставам гел на коса, не е здраво косата Не се опаѓа. глупире, јас се враќам. Никаде не одиш ти. Дојди, ваму. Ајде, ваму, дојди. Види, ајде, тука е одлично. На здравје. Седни овде, седни. Седни, уживај малку и ти, ајде. Знаеш што, ќе те распарчам само да одиме од овде. О, луда си ти, бе, смири се малку. Шоуто тек ќе почне. Драги пријатели, добре дојдовте сите. На овој прекрасен ден има еден пар меѓу нас на кој сакам да му честитам. Хазиран и Бату, аман Хазиран и Појраз. Тој нов пар исплови во љубовните води и ние сме многу среќни за нив, нели е така, другари? Им честитаме сите од се срце. Сакам еден голем аплауз за овој прекрасен љубовен пар. Голем аплауз! Појраз, немој. Појраз, те молам, може да седнеш? Те молам. Остави го, не го слушај. Ти до кога ќе ме спречуваш вака? Што правиш? Што правиш? Уште месето ни фалеше, нели на Благодарам, вистина? шефе. Зошто го сваќаш сериозно? Зошто воопшто го слушаш? На крај ние сме тие што страдаме, немој, Појраз. А што бара Идил со тој човек? А што е важно тоа? Како може така, Душо? Тоа го разбрав. Но тебе зошто те интересира? Тоа не ми е јасно. Значи, треба добро да се чува, не треба да тагува. Ако има вакви типови во незиниот живот, таа ќе страда. Уф, ќе свати погрешно, сигурно Појраз ќе свати погрешно. Ќе мисли дека има нешто меѓу нас. Слушнав дека ова мезе било специјалитет. Пробај ако сакаш, земи малку. Појраз, цело време ли ќе гледаш во нив? Ако продолжи вака, можно е пак да ме видиш во затвор. Подобро да станеме. Да ја платам сметката и доаѓам. Да ја платам нашата сметка. Појраз. Нема ништо помеѓу мене и Бату, да знаеш. Тоа не ме интересира, животот е твој. Ама внимавај кои луѓе ги примаш во твојот живот, после ти ќе тагуваш. Хази! Јадењата се прекрасни, нели? Многу ми се допадна. Аман! Идил, добра ли си? Урок. Идил, Појраз, наеднаш ми се стемни. дојди, напи се малку вода. Хајде да одиме во болница. Не, нема потреба. Идил, не се глупирај, нека те види докторот. Појраз, да не одиме во болница, нема потреба, не може. Добро, ајде да те однесам дома.
Не може дома. Татко ми да не ме види ваква. Уште не му кажа. Ајде, дојди. Бар еден ден да пројде без инциденти, бе. Проколнати сме, проколнати. На здравие, да не ви треба нешто друго. Благодарам. На здравие. Нека. Благодарам. Алпер Душо, може ли малку да ја попуштиш музиката? А може ли малку да ја намалиш музиката, Алпер? Брате, ако сакаш тишина, оди во библиотека. А ти, ако сакаш да слушаш гласна музика, оди во дискотека, брате. Јас дојдов. Добре дојде. Добро ве најдов. Но не дојдов сама. Види кого донесов. Нели, ти набрзи на станот кога ја завршивме работата. Ете и тие веднаш станајќи се одеа дома. Ги фатив за рака и ги донесов. Велам, да одиме си да четворица дома кај мене и да јадеме. Одлично ќе биде. Во ред? Леле, јас секоја вечер разговарам со видеоповик со девојка ми, бе. Сега што да кажам кога ќе се јави? Јас сум виновна, многу се извинувам. Направив грешки една по друга, ги испомешав сите работи. Мајкино? Пегава готико моја. Храбра тинејџерке моја. Многу сум уморна, Ѓорѓе. Види, јас цела вечер правев тантела. Рацете ми се ренде. Што бараме ние во куќата на покојната тетка Хасибе? Слушај, само ќе влеземе, ќе излеземе. Толку, значи, кратко ќе трае, ќе влеземе и излеземе. Садик ме намести. Имало антиквитети во куќата на покојната. Треба да ги земам, ама јас во никој случај не можам сам да влезам внатре. No way. Зошто? Затоа што во куќата има духови. Осети дека нешто помина меѓу нас? Осетив. Не ти застуде и тебе? Да, ми застуди. Навистина види нешто чади. Некој живее во куќава. Бог да чува. Со Господ напред. Полека, полека, полека. Не се отвара, ма? Дај ми ваму, дај ми мене, дај. Се отвори, Господе, ти си севишен. Каде се пали светло? Ете, нема струја. Момент, прв гол. Чувствувам чудна енергија во куќава. Чудна. Навистина, јас сум многу млад, нехер душа. Не сакам да умрам на овие години. Овке замочиш ли, Ѓорѓем, те молам? Вратата, мислам, Каде? самата се затвори. Тука некаде имало некаков сандак. Внатре во него имало антиквитети, така рече Садик. Добро, ајде дојди да видиме горе. Дојди. Ајде. Ајде, заедно. Добро, ајде заедно. Дојди. Држи се за мене. Не се плаши. Дојди, ајде. Освен тоа, слушај што ќе кажам, Ѓорѓем. Тетка Хасибе беше многу сладка жена. Според мене и незиниот дух мора да е многу сладок. И не посед духови, бе, Ѓорѓе. Не зборувај така, немој. Ама нема. Ама ти не зборувај Зошто така. не ми веруваш? Бога ми не постојат. Нема. Ти си возрасен човек, не те сам да веруваш во такви работи. Останете овде. Јас ти викам што бараме во куќава, Ѓорѓем. Остана надвор се. Да видам, клучевите. Ѓорѓем. Надвор. Ѓорѓем, Надвор се клучевите. клучевите, ние останавме внатре. Ѓорѓем. Абе, ти... Клучевите се надвор. Што ќе правиме? Помош! Леле. Хасибе, мајко. Со жалине. Навистина со жалине.
Господи, онесвести ме. Сега онесвести ме, Господи, те молам, онесвести. Чекај. Каде одиш? Не, отиде човекот. Ѓорѓе, не ме остави само овде. Те молам, детка Хасибе, што ни направи? Полека, те молам, ме осакати. А јонака не можам да се онесвестам. Губам свест, па се освестувам, мајкино. Губам свест, па се освестувам. Жити Господ, сожали ме. Подобро ти е, нели? Да. Се извинувам. Идил, нема зашто да се извинуваш. Одмори се малку. Утре да одиме во Истанбул. Не. Јас никаде нема да одам. Ти не смеш да одиш во Истанбул. Не можам тоа да ти го направам. Никако. Идил, реков дека твоето здравје е поважно. И ти нема да се грижиш за мене. Ќе одам некако. Ти се јави ли некој докторот или некој друг? Разговаравме. Имало проблем со закажувањето. Изгледа требало сите термини да ги одложат. Не знам. И онака нема потреба. Јас тука примам терапија, докторот ме следи, значи се е во ред. Нема никаков проблем. Велам да не одиме во Истанбул. Поверас, сине, ајде ти погрижи се малку за гостите. Добро, баба. Треба ефикасно да се искористат рабовите на билијардската маса. И онака овие 3 топки се целосна игра на рабовите. Како е нашана? Опасна е таа, опасна е. Ништо нема да ја снајде. Губи се од куќава. Ајде. Направо си. Тогаш да не ве вознемирувам повеќе. Да не ви одземам време. Имајте пријатна вечер. Со почит. Се гледаме. Болен човек. И јас да си одам. Ке се налути тетка Алија. Чекај. Сакаш заедно да одиме? Како не ти е срам лажно да се онесветиш? Да не те гледам овде, оди си од овде. Зашто не ме веруваш, тетка Алија? Не се приправам, навистина се онесвести. Молчи. Од сега не верувам во ниту еден твој збор. Оди си од овде, некој ќе направам некоја белја. Те молам, тетка Алија. Молчи, да те нема. Заврши, стани, оди си веќе. Тетка Алија, дали некогаш си се заљубила? Дали се заљуби некогаш? Јас секоја ноќ, полни 20 години заспивам со болка во срцето. Дали си сакала некого 20 години? Дали си го чекала? Дали секој ден си се разбудила за да го видиш? Јас 20 години чекав да ми каже некој убав збор. Нели е жално за мене? Нели е жално? Да, во ред, можеби не сум болна, ама умирам. Јас умирам, тетка Алија. Од љубов умирам. Од љубов умирам. Умирам. Хазиран? Види, вечерата не ни помина убаво, свесен сум. Што да правим утре заедно? Многу сум уморна, појрас, веднаш ке легнам, утре ке зборуваме. Хазиран? Сакаш вечерва да те заспием? Не ти благодарам. Хазиран? Добра ноќ, појрас. Добра ноќ. Не зборувај така, немој. Ама ти не зборувај така. Дојди со мене. Немој. Дојди. Бог да Ајде. чува. Со Господ напред. Со Господ напред.
ова било. Ова ли било? Навистина ова било? О, Господе мили, ти благодарам. Види и сандакота тука. А, да. Покојната Хасош. Си поигра со нас, гледаш ли? Нека почива во мир, нека почива во мир. И немој веќе да не плашиш, добро, мајко? Бакни рака на Хасоше, ајде. Аха. Опа, овде пак шкрипи. Ау, леле, шкрипи вистински. Затвораме, бато Фатих, ако сакаш да платиш. Но овој човек седи... Зошто јас да станам? Креветот ми е студен. Мојот е мраз. Мраз студен. Срцето ми е скрчено. Моето срце е распарчено. Проклета да е љубовта, бе! Абе, алал да ти е, нека ти падне мед во устата, градоначалнику. Дете, јас ќе ја платам сметката на брат ми. Ајде. Не може, не. Јас ќе ја платам неговата. Јас ќе ја платам сметката, да. Никако. Јас и да умрам не дозволувам. Пушти му е раката на детето. Пушти му е, ти прво поеш. Јас ќе ја пуштам и ти пушти. Ајде, пушти е мојата. Пушти е мојата. Ти ме фати за рака, ти пушти ме, ја ќе те пуштам, градоначалнику. Добре дојдовте, повелете. Добро ве најдовме. И рековте да не одиме дома. Ајде, кој што ќе пие? Голапчиња? Вие колку време сте заедно? Некое време сме љубовници. Ама сега вака. Кој прв почна, кога почна, како почна? Тоа раскажете ми. Бурак, ти кажувај. Ние сме другари од средно, па после станавме. Вака се споивме. Разбирам. Значи, вие во средно бевте другари, а после станавте љубовници. Аха, тоа значи од блиски другари се станувало љубовници. Така ли е заклучокот од тоа? Не, каква врска има сега тоа, душо моја? Не те прашав тебе, душо. Јас ги прашав врапчињата. Добро. Јас веднаш се враќам во ред. Јас одам до тоалет. Кога ќе се вратам, ќе ви кажам. Може ли да прекинеме со играва? Доста е веќе. Јас и Бура ќе играме играва, не ти. За да не настрадаш. И да не раскинете. Сама ќе најдам решение во ред. По 2 дена ќе кажам раскинавме и Бириџик ќе заборави. Љубов, со другарите сум затоа. Затоа не ти се јавив. Може да ти се јавам после од дома. Добро, добро, не се грижи, кукло, не се грижи. Ке ти се јавам веднаш штом ќе стигнам. Добро. Се изморивме, ама вредеше, нели? Убави се. Мирно ќе спијам до утре. Никој нема да може да ме разбуди. Зейнеп! Пак дојде твојот? Селма! Овој пат и твојот дошол исто. Не до толку. Свири, синко, нека слушне. Абе, како свири, бе? Јас го обучив. Минатата недела не свиреше вака. Бе, мириса на болка, на болка. Пак ли ти, бе? Остави го тоа, ајде. Фатих? Ова е моје прво доаѓање, Селма, па си реков да се навикнам на ова. Види ги се смејат како улави да се. Зейнеп,
Ама прво да ме сослушаш. Сослушај ме сега, прво сослушај ме, слушаш, дојде ти кажам сега. А што треба да кажам, не ми текнува. Лати, мога ми сега ќе те изгорам. Јас веќе изгорен сум без Зейнеп. Види какви зборови. Селма, сети се на старите денови. Ние немавме стари денови, Фатих. Точно така. Што се случува таму? Што се случува? Тргнете се од мојата куќа. Тргнете Дојде се. собственикот на објектот. Бега и спаси жива глава. Зейнеп, сега одам, ама после пак ќе ти дојдам да знаеш, подобро ти дојди без Зейнеп, полесно ќе биде. Што барате вие овде? Ајде брзо легувајте дома. Ајде! 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 Да не заспа. Може би. Не сакам да има лутина меѓу нас. Тогаш немој да ме лутиш. Во ред, ноќта малку лошо помина, ама можеме да го надокнадиме тоа. Што има меѓу тебе и Идил? Штом не сакаш да има недоразбирање меѓу нас, штом не сакаш да има тајни меѓу нас, тогаш кажи, што има меѓу вас? Ништо нема меѓу нас, ние сме стари другари, тоа е се. Последна личност на која треба да ја завидуваш. Велат најмногу треба да се плашиш од човек за кој така се зборува. Како да те натерам да ми веруваш? Не е толку лесно да убедиш некого во твојата искреност, Појрас. Ти колку ме натера да те молам, сети се. Утре е нов ден. Ќе почнеме од почеток. Ке видиме. Повелете, како можам да ви помогнам? Добар ден, господја. Дојдов да ве однесам на Панаѓурот, ама... Разбрав. Добро тогаш, во ред. Значи вие сакате да ме однесете, но јас дали сакам да дојдам со вас? Разбрав и јас. Добро тогаш, ќе се видиме таму. Не бе, каде одиш, застани? Што се случи, да не се премисливте? Одвратен си, одвратен. Дојди внатре. Кој од овие? Овој или овој?
Левиот. Добро, во ред, тогаш нека биде овој. Зошто ме прашуваш тогаш? Во ред, ајде, ти излези, ке се облечам. Не, може да ми направиш тост? Направи ми тост. Тост да ти направам? Да, ете, обичен тост. Сега сум многу гладна, ке одиме на кермес, а таму ке почнам да се тресам од глад, ке се изнервирам. Ајде, направи ми тост и еден чај. Ајде. Во ред. Со што да биде тостот? Со сирење или прави го како сакаш ти? Добро, како ќе кажеш. Да, ти наредувам. Таму, што правиш? Направи ми тост, ајде. Еве го правам. Уште гледа. А каде ти е тостерот? Оф. Ако погледнеш околу тебе, ќе го најдеш, така? Каде ми е тостерот? Ни самата не знае. Ете го. Да го бараше малку, ќе го најдеше. Хазиран? Каде ти е штекерот? Ова го правиш за да ме нервираш, така? Да. Посебно си убава кога си нервозна. Ти благодарам. А ти си одвратен. Стануваш многу одвратен. Тато! Молам, Кирко. Да не се врати Зейнеп. Не бе, Кирко, не се врати. Камо да се вратеше. Сите се врати, а само таа не се врати. Што ти е на гласот? Што ми е? Си го изгубил? Ке се врати. Куферот, ако не е на Зейнеп, чиф е тогаш? На Бату е куферот. Што? Што бара куферот на Бату во нашата куќа, тато? Идил, Бату некое време ќе биде наш гостин. Што значи ќе биде наш гостин? Не прашувај зошто не смеам да ти кажам. Што значи не прашувај зошто? Имаме заеднички проекти, ги работиме на нив во ред. Жити Господ, Идил, не прави сега проблеми. Тато, тука е сега Бату? Да, горе. Бату? Идил, благодарам многу што не правиш проблеми. Благодарам. Бату? Што бараш во мојата куќа? А ти што правиш, бе, излегувај, ајде. Всушност ти што правиш овде? Излези од собата. Излези, ти велам! Добро, зошто викаш? Може да излезеш, може. Што ти е на грбот? Ништо не ми е. Бату, јас сум медицинска сестра, може да видам? Губи се од тука, ништо не е ново овде, излези надвор. Немој така. Те боли? Не ме боли, зошто да ме боли? Бату, може да видам? Реков не, Идил. Може да одиш? Бату? Не. Може ли да видам?
Бату, овие, Да. зошто? Како? Како тоа? Татко ми. Во ред, чекаме малку во ред, чекаме секунда. Веќе нема да помогне. Некои се потечени. Има и крв. Значи, овие се нови. Дозволи да те намачка, може? Те боли? Разкажи ми. Те молам. Што да раскажам, Идил? Од каде да почнам? Од каде, на вистина? Јас се засолнив овде. Секогаш бегав некаде. Ама тој секој пат доаѓаше по мене. Може тука нема да ме најде. Ке ме остави на мир. Не му одговарам на телефон. Сигурно пак направил хаос. Ама овој пат нема да се вратам. Ја се враќам во таа куќа. Ќе се извалкаш. Ете, дозна. Само ти ја знаеш. Мојата најголема тајна. Сега може да излезеш? Мислиш само ти имаш тајни? Јас имам една тајна која не можам да ја кажам никому. Понекогаш сакам да викам на цел глас. Ама не можам. Може и јас да ти раскажам. Затоа што морам да ја кажам некому. Веќе се гушам. Јас би умрела за појраз. Навистина би умрела. Ама понекогаш ми се чини дека тој ќе ме види само ако умрам за него. Поради таа замисла, ја претвори во реалност. Не те разбирам. Го излажав појраз, а реков дека сум болна. За да ме жали и да ме сака. Ама таа вечер на вистина се унесвести. Да беше лажно, јас ке знаев. Затоа што тоа многу пати сум го правел. За да ме остави татко ми.
Седа намести ме убаво, добро? Добро. Вред, ти нареди ги вака. Да ставиме по 5, нели? По 5? Да, по 5, во рете, да. Добро. Што е, бе? Тргни се, ма. Не дојде Идил? Не, уште не дојде. Еве, земете. Хазиран? Не го носиш мојот подарок? Не одговараат со овој модел. Може би друг пат ќе ги ставам. Да ставиме од ова, може? Поздрав. Поздрав. Денес си посебно убава, така? Јас ли? Благодарам, но малку сум вознемирена. Може малку да разговараме, Бириџик, те молам. За Мелиса зборувам. Убава, пријатна, многу пријатна. Хазиран, знам, се соединиле со Појрас. Многу ми е драго, навистина, со среќа. Ама во овој миг, јас воопшто не сум во состојба да поддржувам среќни љубовни приказни. Камо да беше среќна љубовна приказна, ама не било толку едноставно. Мојата сигурно е таква. Бириџик, да не се случи нешто? Остави да, остави. Само еден совет од мене. Мажите од овој остров не биле толку доверливи. Јас се соочив со многу неочекувани работи. Затоа внимавај и ти. Не се. Ке се видиме, одам на другата страна. Не излегува. Поздрав. Здраво. Ова мириса на старо. Како си? Како оди со Појрас? Барем вие бидете среќните, молам. Ние еднаш сме среќни, еднаш не. А ти што направи? Дали му кажа нешто? Не, ете со бурак. Со бурак сме. Со бурак. Како со бурак? Бурак ли беше тој за кого зборуваше? Не, не беше тој. Дури бурак не постои. Онака само се шегував. Деновиве се испомеша. Направив една по друга грешка и... А што е на Бириџик? Што може да е на Бириџик? Ништо не е, ти кажа ли нешто? Дали требаше да ми каже нешто? Не. Да не имаат проблеми со Алпер? Не. Или да... Не знам. Се е многу комплицирано. Јас изгледа сум лош човек, Хазиран. Не, душо, зошто сега зборуваш така? Така. Не се, јас одам на штандот. Целата сум потечена од плачење. Погледни ме. Ќе дојдеш и ти? Каква приказна има фотографијава? Појрас е тоа. Жената која е?
Ти реков дека ништо нема да ти кажам за појраз. Ајде бе, ту. Сигурно нема да биде добро ако дознае дека си го излажала со лажен наод за смртна болест, нели? Ти Јас. не смеш да го правиш тоа. Ти мене не ме познаваш. Лага ли беше тоа што ми го кажа? Не беше. Ама пострашно е што и твоето не беше лага. И ете сега јас имам еден адут. Ти дадов сега шах. Ако не сакаш мат, можеш да ми ја раскажеш приказната на појраз од минатото. Ти си најподмолниот човек што си го... Најподмолен, најзлобен, најсуров човек сум. Те мразам, бе, те мразам. Те мразам, мразам. Злобен сум, бе, па што? Вака изгледа злобник. Ти си совесна. Оред? Остави ги тие финти. Се ќе си упропастиш. Нема да можеш. Ајде сега кажи ми, што направи твојот појраз во минатото? Навистина нема да ми кажеш ни мене? Што криеш од Хазиран? Реков не можам да кажам, Алпер. Дадов збор. Нели нема врска со случајот од минатото? Не е тоа. И тоа го има, ама тоа не го знае воопшто. И тоа го има? Што има друго појраз? Бато, колку работи криеш? Всушност, јас тебе ти зборувам, но јас не знам што да правам. Упропастив се и искомплицирав работата. Совеста ме гризе, станав голем никаквец. Зошто? Ти што направи? Не прашуе, бато, немој да не те збунам и тебе, ама морам да исправам работата. И тоа морам веднаш да ја исправам. И јас. Што мислиш, како ќе реагира кога ќе слушне? Кој? Хазиран. Не знам. Ама едно нешто знам. Ова не оди вака. Во право си. Има програма. Јас имам еден говор, после има и програма цела и има коктел после тоа. Се ќе биде во ред. Идил, дојди ваму. Абе, каде си бе ти, Керко? Ти си одговорна за организацијата, сите за тебе прашуваат. Тато, каде е појраз? Сега го поканувам господинот градоначалник Латиф Саглам да дојде на бината и да го одржи воведниот говор. Добре дојдовте сите. Ништо не се слуша. Не слушам ништо. Знаеш дека ништо не се слуша, шефе. Засипнат сум, немам Не глас. се слуша, бе. Ајде погласно. Абе, виделам, засипнат сум, немам глас. Не се слуша. Не се Ништо слуша, не се шефе. Пушти глас, ме синко, пушти. Пушти. Драги жители на островот и ценети гости, добре дојдовте на нашиот 25-ти заеднички кермес на Старскиот дом Топчулар, Кантарджилар и Крлангичлар Адаси. Добре дојдовте! Како што знаете, секоја година покрај забавата со нашите гости, ние како жители на овој остров, за да помогнеме и за да се зајакнеме, продаваме ситни работи. Со тоа ќе го помогнеме и зајакнеме единството и солидарноста. Секоја година Зейнеп! Врати се дома, Зейнеп! Не се смејте.
Гревата е, не се смејте, срамота. Не се смејте, бе. Продолжи, брате, помини ги и тие двајца. Пред тебе има човек во зелено и него помини го. Гледај, пред тебе доаѓаат две девојки, ги гледаш ли? Добро, стави ги девојките на клупата, ќе го видиш ковертот. Во него пишува и на кого треба да го однесеш, добро? Ајде сега, шефе, нека ти е со лесно. Ке си средиш ти.